Бугарски културен центар со име на соработник на Хитлер среде Битола. 24 мај, ден на бугарската азбука. Налепници со зборовите "Еден народ сме низ Скопје". Македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот. Ова е само мал дел од провокациите на Бугарија, а македонските власти речиси никогаш не реагирале. Еден од поголемите скандали беше отворањето на културниот центар во Битола Ванчо Михајлов. И додека граѓаните и експертите бурно реагираа, немаше никаква официјална реакција како протестна нота, освен за доцнетата изјава на премиерот Ковачевски. Не сум задоволен, не се согласувам и сум многу разочаран што соседна Бугарија одлучи да именува центар со името на Ванчо Михајлов. МНР не само што не реагираше, туку министерот Османи неодамна изјави дека отворење на клуб со име на познат соработник на фашистите не било говор на омраза. Различните историски интерпретации не смееме да ги ставиме под говор на омраза. МНР не реагираше ниту за бугарската пропаганда на каналот БНТ4 кој зрачи во Македонија, а се пласира програма со преиначена историја, се негира постоењето на македонскиот народ, се преименуваат македонските градови. Македонските револуционери се представени како бугари. Премиерот уште пред 5 месеци вети дека ќе разговарал со представници од МНР, но до ден денес нема реакција. Јас ќе разговарам за тоа со Министерството за надворешни работи и тие ќе информираат во однос на тоа. Бугарија не испушта прилика да го понижи македонскиот народ, да ги негира македонскиот јазик и македонскиот идентитет. На бугарската емисија Милионер станавме северно македонци. Бројните навреди никогаш не престанаа, а Македонија реагира само кога има провокации кон Бугарија, што се значително во помал број. МНР остро ја нападна навивачката група Комити дека вандалски и нецивилизирано се однесувале за време на одбележувањето на 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. За овој настан МНР официјално ја извести Бугарија дека надлежните институции на Македонија веќе ги презедоа сите потребни чекори и постапки со цел откривање на сторителите на овој немил инцидент. Поранешниот бугарски министер за одбрана Каракачанов, кој својата политичка кариера ја градеше со македонското прашање, се закануваше дека тенкови ќе ги срушат спомен таблите, каде се споменува бугарскиот фашистички окупатор. Европратеникот Ангел Џамбаски во една прилика рече дека границите од Охрид до Црно море ќе бидат отворени, оти од двете страни живеела една нација. Политичките провокации се вмешаа и во спортот. На 2 јуни пред фудбалскиот надпревар Бугарија-Македонија, председателот на фудбалскиот клуб Славија Софија рече дека ако се плашеле од Македонија која не постои, ќе играле џамлии. Пред 3 дена навивачите на Македонија Ѓорче Петров беа нарекувани бугари, а Ѓорче Петров бугарски револуционер. Министерството за надворешни работи не реагираше ниту за политичките, ниту за провокациите на спортските борилишта. Оти по се изгледа молкот е главниот адут во гардот на МНР.